Помирливи тонови и уверувања дека Атина ќе ја поддржи Македонија кон Европската унија и НАТО. Таков беше настапот на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, кој сепак не ги заборави црвените линии дипломатски спакувани во формулации во кои тој се повикуваше на заклучоците на НАТО самитот во Букурешт. Со мојот колега новинар Наум Стоилковски ќе анализираме посетата на грчкиот шеф на дипломатијата. Наум, да ти посакаме и добре дојде во тимот на телевизија Нова. Од денеска ти си дел од нашата информативна редакција. Така, Билјана, да ти благодарам прво на поканата да бидам дел од тимот на телевизија Нова, една доста успешна и доста напредна телевизија која што успеа да се наметне во македонскиот етер. Чест и задоволство ми е да бидам дел од вашиот тим и да соработуваме во сите делови кои што ќе следат, а следи многу бурна политичка и општествена ситуација која што ќе биде, нели, и овој дел за кој што ќе зборуваме сега, посетата на Кодзијас и прашањето за името, дел од она што ќе се случува според најавите после локалните избори. Така е, дојде Кодзијас со сладки зборови, со уверувања за конструктивност, но сепак и со стари позиции. Па, постои голема разлика во изборот на зборови во јавноста на Никос Кодзијас од јуни до сега. Односно, ако се подсетиме на она што го говореше Никос Кодзијас на некои 2 или 3 дена пред посетата на Никола Димитров во Атина во јуни, кога ги најавуваше грчките позиции, односно непроменливоста на грчките позиции во однос на Македонија и прашањето за името. Сега веќе имаме настап со дури би рекол и непријатна љубезност како што одекна во македонската јавност со епитетите мила, пријателска, пајде и епитетот, нели, северна земја. Посетата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас и долгата средба со македонскиот министер Никола Димитров е продолжение на онаа средба која што ја спомна во јуни во Атина, а сето тоа не може да се гледа надвор од агендата која што беше најавено лично од Зоран Заев во предизборието со пораката од Берн пред диаспората, дека во која што, нели, посочи дека Македонија е виновник за прашањата со кој што има негаторска позадина на се што е она македонскиот идентитет, јазик, нација, култура. Тоа очигледно е и причината за големиот пресврт, ако ги земеме во предвид она што беше најавувано, крутоста на ставот на Кодзијас и она што се случи вчера во Скопје после двете средби и долги средби и во Атина и во Скопје. Ако се подсетиме точно на ставот искажан во јуни на Кодзијас, тоа беше дека Македонија мора да запре суверенитизмот, дека се неопходни промени на уставното име и прифаќање на она што Грција го гледа како компромис и консензус, она што го подразбира како консензус, а дури потоа да се размислува за евроатлантските интеграции на Македонија. Ако неговиот настап во јуни беше дека сега од Скопје ке мора да дојдат во Атина, дека нема каде да одат, дека кога станува збор за евроинтеграциите мора прво да дојдат во Атина, сега се претвори, реков, во она што е дури непријатно љубезност со епитети мила и пријателска земја, а додека истовремено го посочи и го како пример договорот за добрососедство со Бугарија, посочувајќи го како модалитет за решавање на прашањето за името, имајќи ги предвид не само брзината за постигнување на тој договор, туку и што и какви колкави отстапки и отворен терен остави ова извршна власт на Македонија на Софија. Наум, денеска и грчкиот печат се осврнува на посетата на шефот на грчката дипломатија во нашата земја. Изразува надеж за посуштински разговори на 15 октомври. Конкретно тоа стои во написот на грчкиот весник Вима. Може ли да очекуваме некакви посуштински разговори? Суштинските разговори веројатно веќе се започнати. И минатата посета на Димитров во Атина и оваа возвратна посета од Кодзијас во Скопје. Очигледната нервоза на актуелниот шеф на македонската дипломатија која што беше изразена и во Атина, тоа луѓе кои што следат дипломатија се гледа и во начинот на пренесувањето, одговарањето во однос на пресечени реченици, недовршени реченици, рацете, движењата, веќе говорот на телото покажуваше известна нервоза, односно соочувајќи се со она дека
не е само како што стоеше нели во предизборието Никола Груевски и неговиот тим во Македонија препрека за македонските евроинтеграции и решавање на името, туку има суштински проблеми кои што мора да бидат надминати. Иако Димитров по долгите преговори во Скопје, читајќи, рече дека нема задршка ниту скриени агенди кога станува збор за добрососедството, како што нели го толкува и овој приод како и приодот кон Бугарија, или пак дека единствена агенда се евроинтеграциите без да се има предвид што да се жртвува. Токму таа несигурност и незавршените реченици излегува на видење при одговарање на новинарските прашања поставени во однос на тоа што ќе се преземе во однос на иредентизмот, како што се толкува во Грција, именувањето на Скопскиот аеродром, на автопатот, на спомениците кои што се на Александар и Револт се одрази нели Козијас наместо со авион да слета на Скопскиот Александар Велики, дојде и со возило за да испрати. Кога доаѓал, не слетувал на аеродромот, тоа е една од пораките кои што се дипломатски. Затоа велам, во дипломатијата не е се само редослед на зборови, колку што има и говор на тело, пораки, испраќање од која страна ќе се дојде, како ќе се слета, како ќе се поздрави, кој од која страна ќе застане. Многу интересно што напоменав дека Кодзијас го спомени договорот што Димитров и Заев го прифатија од Софија за добрососедство, дека посочи дека тие со внимание го следеле, но не нагласи дека не само што го следеа, туку има во меѓувреме од првичната посета владена од Скопје во Софија до подпишувањето има интензивни средби на повеќе нивоа помеѓу Софија и раководството во Софија и раководството во Атина, така што не верувам дека тоа е исклучително само следење од надвор како добар сосед, туку мислам дека има многу повеќе и дека овие договори што сега се прават помеѓу Димитров и Кодзијас не може да се гледаат надвор од рамките на оној договор што беше склучен за добрососедство со Софија. Сега Кодзијас вели дека работи за вин-вин ситуација, но со иста брзина помеѓу Скопје и Атина, како што беше помеѓу Скопје и Софија, што всушност би значило исполнување на сите грчки барања кои што нели ги нагласува како црвена линија Атина во замена за евроинтеграциите, што всушност е и главната позиционираност на оваа извршна власт во Скопје. За вакво нешто се предупредуваше веќе подолго време дека тоа ќе биде пакет сеопшт кон соседството како ќе се поставуваат и повторно ќе нагласам дека сето тоа е дел од оној пакет, она агенда дека Македонија не може да не е виновник доколку има проблем со сите соседи, кажано во Берн лично од Зоран Заев во предизборењето. А што добива Македонија од Па за вакво нешто, како што реков, се предупредуваше дека соседството ќе придобие се што ќе посака, бидејќи главната цел која што се поставува оваа извршна власт во Македонија се евроатлантските интеграции. При тоа немарејќи за тоа што може да се загуби. Гледајќи како лесно се направи отстапките кон Софија, можеме само да предпоставуваме што би биле оние барања кои што ќе ги испорача Атина. Меѓутоа, многу интересно и ставот на Димитров дека ќе стори се за отстранување на пречките како спомениците на македонците или имињата на македонските историски личности, вадејќи се дека тоа е и желба на општеството во Македонија, да бидат отстранети нели имињата кои што од грчка страна се гледаат како иредентизам. Токму затоа и Кодзијас се осврна на иредентизам, но и за неменување на границите и признавање на суверенитетот на земјите, што и не е за изненадување ако се има предвид на колкаво безбедносно ниво е ставено прашањето за името во Атина. Дека тоа не станува проблем само за билатерално прашање помеѓу две земји, туку го гледаат како безбедносно прашање. Значи проблемот решавањето на прашањето за името е безбедносно прашање и затоа тие и остануваат на тој крут став да има нели уставни измени, име за севкупна употреба, додека оној вториот дел за кој што споменав, зашто се споменува договорот со Бугарија, го покрива токму договорот со Бугарија, бидејќи Бугарија според тој договор, ако се подсетиме, доби улога на ревизор на македонската историја, но и на македонските медиуми, што може да се каже, што нема да може да се каже во нели за добрососедството. Ќе бидат цензурирани кога би зборувале за добрососедските односи. Ако се гледа како безбедносно прашање и ако се гледа како признавање на суверенитетот на земјите и неменување на границите, како би можело да се толкува изјавата на Кодзијас,
која што ја пренесуваат грчките весници денеска, дека тој посочил на Димитров дека Грција би финансирала и рушење на спомениците во Македонија, бидејќи еден од аргументите кој што му бил посочен било дека тоа би било скап проект, доколку именувањето на имињата на аеродромот и на автопатот е проект кој што не би коштал, не би чинел пари, рушењето на спомениците би чинел пари. Сега Кодзијас дури нуди и пари, со грчки пари да бидат рушени овие споменици. Така што тука има многу посуштински разговори од она што се нагласува дека биле разговори само за соработка, за развивање на добрососедство, за заедничко делување во кризни ситуации, кој што се покажа како не навистина дупка во односите меѓу двете земји, што ја покажа мигрантската криза изминатите години. Будно се следи состојбата во Македонија од регионот, од властите и во Србија, и во Бугарија, и во Грција. Од Грција сигнали дека ќе го чекаат исходот од локалните избори, колку ќе биде тој важен за понатамошните чекори. Еве, повторно ќе се навратиме на вчерашниот прес на двајцата министри за надворешни работи. Димитров дури ги посочи односите со Србија како исклучително добри и покрај инцидентот кој што се случи и за кој што се уште има празнина во информациите што стои сето зад сето тоа, но и ги нагласи и добрите односи нели со Косово и со Албанија и најавени заеднички владини средби. Точно е дека локалните избори се моментот по кој ќе ни бидат појасни многу работи и за што всушност е договорено со Бугарија, што всушност е пакетот за името, бидејќи се најавува дека не сега, дека дури во почетокот на следната година, според грчките медиуми, нели, бидејќи информациите кои што тука се споделуваат и не се така обсежни, дека името ќе се решава на почетокот на следната година, а ќе видиме и што ќе донесе овој судирни интереси кој што предизвика еден ваков дипломатски скандал за повлекување на цела амбасада на соседна земја од Скопје. Така што следува еден интересен период. Локалните избори се тие кои што ќе го прават еден пресек, бидејќи нормално е дека во предизборие и извршната власт, и политичките партии, но и соседството внимава како ќе настапи. Наум, ти благодарам за оваа мини анализа која што направивме денеска од студиото на телевизија Нова. Секако и во наредниот период ќе ги анализираме актуелните политички случувања и дипломатските средби во земјава, но и во регионот. Вие го гледавте разговорот со мојот колега новинар Наум Стилковски, кој, како што реков, од денеска е дел од тимот на телевизија Нова. Продолжуваме со останатите вести и информации.